Поздрав од уште еден подкаст во низата која мириса на книга. Овој пат имаме гостин. Својот манифест за подобро општество го почнува да служи војска и се уште ги врежува пукнатините на владачката идеологија преку антиупатства за лична употреба, книга која во 2000 година беше издвоена од енциклопедијата Британика како едно од 20 најинтересни дела во Европа. Со неговата книжна формула 3 стиха и 17 слогови креираха и родослов на македонската раскошна флора и фауна. Неговото творештво и вреска од љубов, полна со љубов, со добрина и креативност, несебично подавајќи му на читателот бајковитост, преку која читателот читајќи созрева. Тоа е најголемото детуле, пред чија игрива искрено сите сме човечулци. Во неговата навидум приказни за деца, во неговите навидум приказни за деца, можете да препознаете остра сатира, како на Джонатан Свифт во Голиверовите патувања. Ја критикува политиката, ама на еден софистициран начин. На партиите ќе им каже, збогум партии, животот е збркан, но политиката го прави уште позбркан. Граѓанинот Л никогаш не веруваше на приказната за демократија. Тој е нашиот книжевен Делфин, бистар, игрив и добронамерен пријател на читателот. Приказните од најновата книга Делфинот го повлекуваат читател да се нурне длабоко во наративниот дискурс, држејќи го курсот во правец кон себеспознавање. Универзитетски професор, прозаист и есеист, чија проза се најде во енциклопедија работена на Сорбона, на реномираната историја на европските книжевности. Припатник на постмодерната струја во Македонија, добитник на наградата Балканите и низа други награди, преку 20 на книги, преведување на повеќе светски јазици, уметнички директор на Интернационалниот литературен фестивал, член на независните писатели на Македонија, секако влюбеник во рок-н-ролот, алтернативниот театар и однодамна анимираниот филм. Нашето вечно момче, добре дојде професор Александар Прокопиев во подкастот Мирисот на книгата. Добре те најдов. Да, Сашко, ќе предеме на Перту, ја не можам да крием дека сме братучеди и би било нели онака ластивно да си персираме. Така. Морам да признам дека не можев се ова да почнам да читам, за да можам нели да се подготвам на едно ниво да дискутираме, меѓутоа последната книга Делфинот, па и човечулците ги прочитав баш онака тази со восхицум кон нив. Прво нешто што би сакала да дам осврт, она што се израдував кога видов дека тука е вмешан Ѓоко Здравевски, нашиот Корчагиновец, и ева му апел да дојде тој да ни гостува, кој вели за читањето на оваа книга како водење љубов, постојано си во некоја лебдечка меѓусостојба. Колку време се раѓаше Делфинот, колку време тлееше за да излезат од тебе сите овие приказни кои на прв слух ми личат на нека добра автобиографија, од малото Тофтали Џалжиска, па Фолксвагенот на тетка Стефка Прокопиева, пар екселанс професорка Дорце Николов, па Љубљана, па Загреб. Колку време? Текстовите, односно книгите, се дел од минливиот живот и тие најдобро е ако се вкотват во еден момент, за да од нив излезе расказ или било каква проза. Затоа што јас хаикуто не го пишувам како некои врвни хаику мајстори, туку да си ја исчистам, да си го исчистам прозниот израз. Математика. Да. Хаику е математика. Многу ги подедоставува сликите, затоа што е многу јасен. Значи има 5 слога и сите си имаат некоја закономерност. Прво сликата, второ проширување на таа слика и на крај пресвртот. И со малку кажува многу. И со малку кажува многу. Јас во тоа време почувствував дека изразот ми е премногу сложен и затоа хаикуто си го земав како еден вид на вежба и ми помогна. Ама не ми помогна само во таа смисла, туку ми помогна да одам во Јапонија. Затоа што по срека на тие срекни подударности, некои јапонски вистински хаику мајстори прочитале нешто мое, они имаат форма хаига, кога хаикуто се црта. И одеднаш ја гледам, ми доаѓат списанија со цртежи и моите стихчиња кои стари ги вежбав. После тоа добив повик и бев во два преубави града. Значи првиот е
Кјото, кој сите го знаеме, престолнина голема, вториот е Нара, универзитетски град, и таму се да не претерам со овие туристички доживувања, ама таму целиот универзитет што се одржуваше голем меѓународен собир, беше всушност вкопан во брдо. Значи, стаклени зидови со кои гледате понекогаш, надворешноста ја гледате од тоа брдо, односно разни многу убави градини, а внатре гледате вода од пештерата, внатре во зидовите. Тоа е само јапонците. Само јапонците, тоа е сведочи, ми беше стварно како да бев на една не само друга планета, него во еден друг систем на живот и вредности. И така, Тањушка, еве тоа ти кажувам. Значи, почнуваш со една желба да си прочистиш некој израз која е минимална, а добиваш патување во Јапон. Но тоа е најтешко. Најтешко е човек кој со малку ќе каже многу и тие пораки како да препознаме во другите дела тој стил, да се каже онака баш интересно преку некои загадки. Како постојано да решаваш крстозбор некој со букви кога те чита човек, како да некој искушение дека треба да препознаеш што сакаш да кажеш, да речеме со некои имења како што се Хофман, дали тука се ги вметнал приказните на Хофман. Значи имаш многу имења од светската книжевност. Еве, сега го кажа она што е, значи да се вратам на твоето прво прашање. Тие автобиографски доживувања се важни и не важни, него неопходни во пишувањето. Но постои една опасност на која некои писатели паѓаат. Значи кога тие пишуваат например раскази или романи кои се автобиографии, односно го прераскажуваат својот живот. И сакале не сакале стануваат пристрасни, сентиментални и субјективни. Затоа што еве и во твојот случај, во мојот, во било кој случај имаш во најблиското семејство, еве да почнеме од тоа, двајца родители кои се многу мокни и тие ти оставаат пред се љубов кон нив. Но ако пишуваш автобиографски, тоа би било на граница на сентиментално. Така? Ако ти ги сватиш нив како фигури, како сложени фигури, со кои си имал среќа да се запознаеш, тогаш тие можат, или дел од нив, или некои епизоди да ги проткаеш Пошто препознав во првиот разговор Фолксвагенот на Стевка. Да, незините колешки кодат. Имаш таму имења некои кои мислам дека не се она као на Славко Јаневски, Јане Славковиќ, пермутирани имења, па да се прекријат. Не, овие се они. И тоа друштвото беше кажано, меѓутоа за една подруга игра, затоа и стоеше насловот беше мутер, фрагменти. Да, фрагменти, баш така. Фрагменти кои доаѓаат од таму, ама после будат и тоа е така како игра. Да сите мајки се вкоренети во Делфинот. Книгата всушност за мајките. За мајките. И дестинациите кои се ги минува во животот. Загреб, Љубљана. Да. Во Загреб јас сум Загребачки студент. Не, белградски студент. А не белградски на компаратива. Моите беа во Загреб студенти. Така беше, да. И мама и тато, и таму сум направен. И сега може да ти кажам една, ама тоа е човечка љубопитност и мајка ми постојано ми зборуваше, мислам дека и пишувам за тоа. За Гаева улица, тоа е многу убава улица и прилично задржана во тој дух. Значи една во центар на Загреб, ама делува многу така. Отмена улица. И археолошкиот музеј е веднаш наспроти таа куќа. И сега тие приказни нејзини, јас кога бев сосем друга работа, некоја книжевна таму, им велам, сакам да ја видам таа зграда и да се качам во станот кај што моите живеа како влюбен студентски пари, кај што сум ја направен. Дете на љубов. Да, дете на љубов. И ги знаев и името на газдите. Затоа што преку приказните на мама и на тато, па и на дедо Павле, таткото на мама, кој им носил таму пакети со храна. Така. Брат на мојот дедо Ѓорѓе Гичев. Кога зборуваме за тие семејни врски и инспирации, значи Гичеви, едно страшно богато семејство, богато со фигури, со судбини.
Прокопиеви, Хадживаскови од друга страна, Сечкови, сите се многу интересни, ако ги гледам така. Меѓутоа, ако би пишувал тоа, биле хроники на тие семејства. Може би некогаш ќе го направам, ако доживеам уште 10-15 години. Па треба еден родослов да напишеш, со фотографии да се има. И некои приказни кои би биле као кроки, ама да ги овековечат тие луѓе кои не се важни само за мене, него биле важни за... Да, ама и да си ги знаат потеклото и децата. Еве, јас се открив дека Људмил Спасов не е родена, фактички. Да, од страна на татко. Сега, во тие родбински врски имаш вакви, онакви родбини, не се сите... Род. Сега да се вратам. Значи, на Гаева? На Гаева, кај жената таа ми отвори една симпатична постара жена, викам, дали сте вие господа Вучич? Не, ја нисам, они су, и сега ми објаснува дека незините родители, ама тоа е тања течење на времето, многу интересно, дека незините родители го земале, го купиле тој стан од газдите на моите додека таму биле. И неизгодно сега, што да ја кажам, викам, ама моите родители како студенти живееја тука во овој стан кај Вучич и неговата жена и би можел ја да видам собата кај што, пошто ја знаев таа соба, мало многу пластично, но што видиш ти, сликовито ми објасни со балкон што гледам на музејот. И таа многу љубезно ми да, влезете. И ја влегувам. Имав една мисла, ама не ја кажав таа, затоа што ќе беше многу сепак со жената прв се запознава. Таму е ствари, што е таму? Таму станал сперматозоидот од кој сум ја. Оно најупорниот и најубавиот. Најубавиот и најупорниот и таму. Свет онак архитектонски го е извел. Ама тоа не го кажа, фала Богу, гледав надвор и она ми каже, така викам, да. Ама без шеќера. Зашто? И викам, затоа што имам јаш. Па ја имам шеќер. Ајде. Да се зашеќерима. И да се зашеќерима и тогаш почна една убава приказна за таа куќа која ја искористив во расказот за Гаева. Многу интересни фрагменти. Дури писмата кои ти ги пиша мама на лична која беше навистина одличен професор. Сега ти кажам за писмата. Како ти дава упатство? Писмата. Писмата тоа не се вистински писма. Малци има тука фантазија. Не. Тоа е она. Тоа е она, пошто ти тоа знаеш, например, мајка, татко, па и љубовни врски, кога подолго трајат, ти влегуваш во тие луѓе и во нивниот говор. Да. И ова беше обид, чувството е тоа, односот е таков, тоа нема прашање и дилема. Сакав да влезам во неа, како таа зборуваше со мене и пишуваше. Да. Во тоа. Значи толку вешто, да. Никогаш не би пишувала така, ама ти точно си ја напишал. Сега не знам како, ама дали сум успел до крај. Си го искористил перото на Стефка, фактички. Сум го искористил нејзиниот глас и обид да може би влезам во таа многу богата, исклучително чувствена особа и да изглечам како таа зборува. Убава штета што не го доживеала свето, почина многу подамна, тетка Стефка на 92 и он упорно читаше до последниот. Упорно читаше и кога не гледаше. Не гледаше, значи тоа беше еден феномен природен. На моменти ме личиш дрзок си како Булгаков. Имаш така нека смисла за хумор со еротичност, која е баш игрива. Нема ништо вулгарно, али е баш интелигентен. Па ете што Булгаков е меѓу моите сигурно 5 најомилени писатели, затоа што тој во себе одлично ти го представи, значи има една голема смелост во прикажувањето, односно не само во прикажувањето, во разбивањето на првичната гледка, иако има преубави гледки. Например, во Мајсторот и Маргарита, со театарот и сео, тоа е страшна сценографија, а всушност во сето тоа има една непатворена отменост на пишување. И тоа се среќава, барем јас такви писатели многу сакам. Значи, тоа се автори кои во себе се од една страна смели, дури и безобразно смели понекогаш. Дрски, ама пак естествено суптилно. И најдобриот биограф на Молиер, Булгаков, најдобрата биографија, која исто така прикажа певливо игра, која нашиве на татарја, гостуваат Никола Ристановски перфектно изголемена. Јас ги гледам во бари, бев тогаш пак со некоја, таму бев за промоција на една моја книга и тие гостуваа. И имаше голем аплауз.
огромен Да се аплауз. гордееме. Огромен Да се аплауз. радуваме. И знам дека неколку режисери, затоа што во тоа друштво, како италијани, секогаш се комуникативни, полни со идеи, со разговори кои се виртуозни. Се собраа сите од Бари, од Лече, од целата таа пулја да дојдат на представата и на крај сите браво, браво. Заради Браво што сте погодил таму. Никола беше извонреден, како и секогаш е еден од ретките актери на целиот овој регион кој може толку добро да влезе во книжевен лик. Знаеш да излезе после, да мислиш дека тоа е тој. Неверојатен е, неверојатен е. Јас уште не го знам како човек, но сега ќе соработуваме за некои анимирани филмови, во кои ќе го користиме некој гласот негов. И јас овие момци со кои работам, ги прашав, викам, каков е Никола Кочев? Сашо, супер. Вика, толку брзо се опуштивме со него. Викам, што е тоа кога гледаш некој далеку, односно, ја мислам дека е он прилично дискретен и дистанциран. А кај овие мои пријатели кои се иначе перфектни, значи и нив ќе ти кажам приказни за нив, ми викат не бре, викам многу е отворен, прекрасно комуницира. Ова ти идејата, може Ахмет Нурудин во животот, голем како Господ, а највен како дете. Да. Ева го спомна твојот нов порив. Ако се вратиме наназад, буквално у сите уметнички води си пливал како делфин. Ајде да се вратиме ретроградно со идоли Влада Дивљан, кој неодамна почина, уста на уста, рок-н-ролот, љубовта кон рок-н-ролот. Со Влада Дивљан пред себе бевме многу блиски другари. Значи, идоли, сега кога бев во Белград, се јавив на Зденко Колар, наш басист, не сум се чул со него по телефон, може би цела декада. Но со Влада бевме многу блиски и пред да почне тој беше кај мене во Скопје. Беше изузетно племенито суштество, значи нешто што на вистина е среќа да го запознаеш во животот и не среќа што толку брзо. Таков и на ликот беше, као благородник. Преубава беше Влада. И како беше рок-н-ролот? Пак игра на случајност. Значи јас сум подстанар во тоа време, менував станови и бев подстанар кај Галичеви на пролетарских бригада за која пее и Арсен Дедич. Значи во истата таа улица 52 пак спроти нешто важно, музеот на Тесла. И има огромен клавир. И ја почнав да си свирам, веднаш си воспоставив однос добар, особено што нивниот син Влада беше многу, сега архитект познат Влада Галич, беше многу разговорливо и мило дете. Тогаш тој беше трети клас гимназија, а јас бев втора година студија. Прва нека втора година студија. И сродни души, отворени. И сега така со него разговараме, со голем внатрешен двор, таму е Слободан Цобе, после бубњарот на Попович на идоли, со него си свириме. И Влада ми вика, гледај Сашо, ти така добро измишља, свириш, не знам ја што правев со него, пошто си правевме мали едночинки. И вика, ќе донесам двајца мои другари, многу им зборував за теб. И доваѓа со Влад Дивјан и со Срđan Шапер. Сите беа у исти клас. Беше и Борис Тандиш со нив. Да. Но политика. Он одиде таму со него, не бев толку. Веднаш се зближивме и многу брзо се запознаа, значи Слободан, Влада го донесе Зденко, дури имаше една песна која смислив за таа средба. Иде овака, на српски, фала Богу. Јануара 73, некоме гласно рече, постои еден Влада мали, кај тај свира, он зна да пали, тој е он. Фадој на Владо и негову гитару, рече ако хочеш да су, онда узми Зденка на басу. И така тоа почна. Сте се намирисале, се намирисале и траеше 7 години. Меѓутоа, заради таа преубава, ама свиревме по подруми, месни заедници. Почнавме во еврејски дом да свириме и беше многу добро. Сега кога бев во Белград со Ермислав Фезановски,
Ја му викам, тука во Јеврево има едно место кај што ние сме свирале порано. И тоа беше клуб, джез клуб, многу необичен во тоа време. Идевме со друштво и доваѓа писатели и Влада Бајац и Нина Живанчевиќ, цело едно прекрасно друштво. И еден си вика, па шо ако било, кога било тоа? Па што било, викам тоа, пред 5 децени. Е, па што Саш? Бидеме да видиме дали е уште таму. Ти како си се... Вика, чекај, ти мисли дека во Јеврем? Викам, мислам, идеме таму, влегуваме внатре, истиот клавир, човече, пијано, на кој сум свирал, исто има джез вечери повеќе. И газдата, уствари синот на оној газда, и ја му викам, па ја тука свирев со... О, па ајде отсвирите нешто. Па лалда му што го задржал амбиентот, ние све сакаме да... И многу добро беше. Одлично. Дури ми го отклуча клавирот, ја нешто. Да, и? Ништо, малку свирнав и така. Сега почна да свириш во седмата уметност. Филмот. Филмот е благодарение, значи, на Жарко Иванов, на Крсте Господиновски, тоа се двајцата главни, и потоа многу е важен и Лукаш и Иван Ивановски. Значи, тоа е една четворка кои прават анимирани филмови и навистина се нов златен бран на анимираниот филм. New Way. Сега нив ги знам преку постдипломските студии кај мене, но професоре, од професоре сега се другари, Сашо сум тоа веднаш брзо стана. Многу ме привлече таа магија, од секогаш ме привлекува филмот. Но ова е анимиран филм кој е рачен анимиран филм. Значи, они не користат многу компјутери. Повеќе со цртање, па за неколку... И направивме една трилогија која се вика Кружно патување. Значи, Кружно патување за 3 македонски града, 3 главни чувства. Првото е тага, значи, второто е чудо од филмот, тоа е Кружно патување на марето, и првото е Кружно патување на сенката, според Солев расказ има еден многу јак, Димитар Солев. И третиот е Кружно патување на монахот, за занесот и инспирацијата во Заум кај Охрид. Ги користевме тие амбиенти, значи за еден таков филм требаше 15.000 цртачи. Цртачи, да, само да, тоа е. Можеш да замислиш колку е таа работа. Толку се занесов, тоа ти кажав, еве сега, не го кажувам тоа многу често, затоа што имам еден мал застој во кажување, тоа не смеам да го имам. Значи, мама од кога почина, тој нејзин дел сега е... Ние сме во иста куќа, знаеш. Да. Сега тој нејзин дел е мало филмско студија. Баш убава. Ето, тоа е како спомен куќа, духот на... Духот си останува. И таткото и мајка ти беа уметнички души. Значи, не си крив ти што си ваков. Да. Навистина. Само напред ја мислам дека ќе направите нешто што ни треба на сите. Ние сме деца на стриповите, читавме тогаш стрипови, немаше 3D. Тие почнуваат, тие се главни, имаат Flipbook се вика на издавачка куќа и ќе биде многу ликовна надоградба на текст. Баш убаво. А мислам дека има таленти во Македонија и деци ова. Го спомнавме тади што е у политика, вика, што не може таму со нас. Па имено сакам да прочитам како тие да се како се снаоѓаш со овие наши денови на политика. Чекај, мислам дека е во Човечулец. Многу е добра. Има приказна една фактички, што Човечулец ти си ги напишал приказните кои се за возрастни приказни. Мислам метафорично е, но жива вистина, предпоставуваат тие што не слушаат дека од аџијата, шустрот и будалата кој најдобро ќе помине ходат на тоа свое патешествие и нели аџијата онака со неговата идеологија да постане ли Божје чедо, да не му треба ништо во животот, шустрот нели барем да направи чевли на тие што ќе одат пешки, а на крај будалата вика кога будалата се посакал да биде политичар. Значи посакал да биде политичар, тоа беше поентата. Кога дошол дома пред куќата стоела најмодерната лимузина, во неа униформиран возач, по лимузината уште една паркирана со двајца во костум, избричани глави. И така будалата станал политичар за разлика од нив и се преселил во палатата, наречена резиденција на врв на брдо. Значи има доста сарказам, на моменти ми личиш на Джонатан Свифт, кога не на саркастите начин критикуваш власта. Како го доживуваш све ова што се случува? Забележуваш ли кај студентите опаѓање на ентузијазам, на еуфорија за учење, за читање, потреба да се одселат, еви твоите девојчиња се надворот Македонија?
Како сето тоа го доживуваш, преживуваш? Разговарав со еден книжар наш, многу добар, со Ненад од Илили, ама кога беше се уште во Табернакол. И тој ми вели помалку има читатели сега. А знам колку повеќе има писатели испаја. Повеќе писатели од читатели. Викам зашто помалку читатели? Се оцелија. Значи таа е една голема група на важни за тоа што се млади и одат понатаму со читањето. И читањето е хронологија, се почнува и ако веќе се гледа и трае. Значи тие се заминати. Во однос на политиката и на нашата професија, на литературата, и на твојата, и на мојата, се работаме еден есеј кој добро се прифати, иако беше почнат како игра. Одредив 3 типа на однос на писатели кон власта и какви се тие нивни меѓусебни тактики со власта. Значи, постојат, според таа моја игра, тројца. Едниот е трибун. Значи, трибунот е еден и он е на многу важно место. Он е страшно опасен играч, затоа што умее да игра со политичарите. Во книжевните дела исто се покажува многу силен. Има една, тоа не е надменост, тука е една позиција која многу цврсто ја држи. И наш трибун е Конески, тоа е сигурно. Имаме и сега трибун, кој не го кажувам, но ги има сите тие карактеристики, тоа што тука е такво едно место. Вториот е, го нареков хронистерик. Значи, прво е хронос, време, после е нешто хистерично. Тоа се тие што се врзуваат на власт. И ќе видите. Полтрони и епигони во... Не се полтрони, ама се хронистерици. Жестоки се бранители на, например, на партиски интереси. И веднаш кога читате колумни, знаете кој е хронистерик. Има и големи писатели. Да се препознават, за жал. Кој е голем хронистерик? Еве двајца, еден спомна, Свифт е хронистерик. Мислиш од минатото, да. Па Достоевски. Чекај, и овој како беше рускиот писател, судбината на Михаил Шолохов и Горки. Шолохов е три. Да, а Горки нели пишуваше по нарачка на Сталин? Значи, они пишуваат по нарачка, може да бидат изворедни автори, значи сите три категории имаат изворедни, имаат и послаби автори. Но, они се врзани за определена власт, да не кажам за определена партија. Тука се најжестоки, тука веднаш добиваат награди. Што ќе биде кога ќе се смени партијата и власта? Нив да ги. Повторно ќе одат кон новата власт, па пак се камелеони, пак се повторно. Или ќе паднат многу и ќе страдаат. За жал. И третата група која јас ја сакам, и тука се трудам да не бидам многу пристрасен, ама сепак, тоа се номади. Значи, номади се оние кои играат и со жанрови, имаат голем интерес за други автори, се симпатични, имаат некои тактики да се снајдат на симпатичен начин во лоши ситуации кои сите ние ги имаме. Ама жанровски се исто многу одредени. Например, на хронистерици многу им одговара сатира, многу им одговара сарказам, гротеска, иронија. На овие им одговара голема епска форма. На овие можат да си играат со жанрови. Со сите жанрови. И тука си ти. Ја би сакал номад да бидам и сум уствари, и еве тие се три категории. И ако ја одбереш позицијата на номадот, тоа не е скриено, тогаш можеш да пливаш како делфин во сите политички гарнитури, односно да не се мешаш со нив. Интелектуалците никогаш не биле со власта во минатото, никогаш. Но имало жестоки луѓе, знаеш, кои сакале еве да се смени власта и имале таа, ајде да кажеме, револуционерна една, и тоа е многу за почит да го освојат. Ама овие остануваат или се трудат да бидат шармантни и да си играат со уметноста, ама на еден посериозен начин отколку таа игра. Често номадите, критичарите не ги сваќаат брзо. Значи, многу брзо го сваќаат трибунот, затоа што трибунот е многу важен. Например, Толстој имал само 25-30 години, или Томас Ман, веќе бил најголем.
Затоа што јас сум лесно било на Толстој, кога било па, благородничко потекло, имало услови, ама не се тоа, борали, било грофовска, огромен автор. од почетокот. Значи бил познат сите, дали се постари писатели, дали се помлади, дали се вам, тоа е единствено. Многу убава анализа име. За хроноисториците исто имаат успони и падови, зависи од кај, а номадите тешко ги сваќаат, значи им треба време. И пошто се такви, тоа е цела студија ќе биде у новата книга излезена. Нивните поклоници се помлади. Значи, они чекаат малку, некојаш и нема да дочекаат, но си имаат своја судбина. Јас ти се поклонам на сите овие дела и на умешноста на твој веќе 8-та деценија ќе почнеше уште си како еден вечно млад човек кој грабчи по уметноста и ја реализира во Македонија и ширум светот. Благодарам што беше дел од подкастот. Благодарам Тања што ме викна. Значи ти си еден прекрасен примерот на нашиот род, а тоа се и генетски и родбински работи, што морам да ти ги кажам, но од друга страна многу ми е драго што една ваква емисија почнува, затоа што човек ако одбере да се храни исто така и од литературата, и од уметноста, или од пошироко од убавото, тогаш многу ќе му биде подобро од оној кој е намкор, мргут и се му е криво. Така. Останете и понатаму на страница МК со мирисот на книгата и хранете се со книгите за да не бидете намкори на животот.